обичното, човечкото его, чувствува дека има постигнато се и дека знае се. Ова ме подсетува на една анегдота што се вика жабата во бунарот. Една жаба се роди и израсна во бунар. Еден ден во бунарот скокна жаба од полето. Првата жаба и рече на втората: "Од каде доаѓаш?" Втората жаба рече: "Јас доаѓам од полето." "Полето? Колку е големо тоа?" рече првата жаба. "Ох, многу е големо," рече втората. Па жабата од бунарот ги растегна нозете и рече: "Дали е олку големо?" "Не, поголемо, многу поголемо," рече жабата од полето. Првата жаба скокна од едниот крај на бунарот до другиот и рече: "Ова мора да е толку големо колку должината на полето." Втората жаба рече: "Не, полето е бесконечно поголемо." "Ти лажеш," рече првата жаба. "Ке те исфрлам од овде." Тоа ја покажува тенденцијата на нашето човечко его. Големите духовни учители и мудреци зборуваат за бесконечноста, вечноста и безсмртноста. Почетникот, кој само што го започнува неговиот духовен живот, ќе рече: "Дали бесконечноста е малку поголема од небото?" Мудрецот ќе рече: "Не, бесконечноста е бесконечно поголема од твојата имагинација, поголема од твојата концепција." Мудрецот веднаш ќе биде критикуван, бидејќи егото прави да почувствуваме дека она што ние сме го реализирале, никогаш не може да биде надминато од реализацијата и искуствата на другите. Ова е извадок од книгата Мудроста на Шри Чинмој, од Шри Чинмој. Книгата е достапна на нашата веб страница meditacija.mk, како и на книги.mk, каде што може да се погледне и краток извадок од истата, а може да се нарача и преку нашиот Facebook профил и Instagram профил Медитација.